Повелете, колешка Стојановска. Благодарам, председателка, и од сега па натаму, кога ќе присуствувам на седници на Комисијава за прашања на избори и именувања, еве тука јавно кажувам дека никогаш нема да го употребам вашето име и презиме, туку ќе ви се обраќам со председателка на комисијата, бидејќи очигледно многу суетно го свативте она кога ве повикав со име и презиме, а повикав само заради тоа што сте председателка на оваа комисија, апсолутно за ништо друго. И многу добро кажав, председателка на оваа комисија сте од 5 април. И како председателка на оваа комисија убаво образложивте дека вие не сте можели да ја свикате оваа седница за да се отвори оваа точка на дневниот ред, затоа што не сте имале, немало до вас стигнато предлози за уставни судии. Сосема во ред. Но да не заборавиме, вие сте членка на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и не сте независна пратеничка тука, па сега да велите затоа што вие многу добро сте во текст зошто сте немале предлози за уставни судии. Јас затоа ве повикав и кажав овде хронологија докаде беше и како дојде со доцнење на оваа точка да се отвори. Доцнењето беше само заради вашата мнозинска коалиција. Апсолутно никаква вина нема кај ВМРО ДПМН. А тоа што ви го споменав името, ако треба, јас немам проблем да ви се извинам, но ви го споменав само затоа што сте председателка на оваа комисија. Инаку, бидејќи се трудите да водите седница според деловник, јас морам да забележам дека јас и пред колегата Антонио, и пред колегата Мисовски, и пред колегата Бојан Стојановски, и пред колешката Ане, и пред колегата Игор Јанушев имам предност затоа што сум заменичка координаторка, но еве, не е проблем, бидејќи нели имаме барем колку толку колегијалност и чувство дека некогаш навистина може и да се сгреши, не е никаков проблем. Јас барав процедурална забелешка прво заради ова да расчистиме дека вашето име само го употребив бидејќи сте председателка на комисијата, а инаку ме свативте, немам проблем да се извинам. Сега, бидејќи колегата Диме Велковски како заменик координатор на пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија излезе тука и се најде како повикан да ми одговори на сето она што јас го забележав во мојот процедурален прв говор, па меѓу другото спомна за, не знам, за тоа дека, или Мисовски беше, сега не ме земајте за збор, за тоа дека онако што ги споменав јас добрите собраниски пракси при изборот на членови на антидискриминаторска и на комисија за борба со корупција, дека тоа било уредено со процедура и регулирано. Па зошто и ова ние не го регулираме? Еве година дена пројде, зошто во тој изминат период вие сте владеачко мнозинство, еве како што кажавте, вие сте тие кои што гласате, надгласувате и одлучувате. Зошто по ова прашање една година измина без да се отвори оваа точка, зошто не повикавте на процедура? Или Мисовски тука ќе ни зборува за деловникот, да влеземе во процес на промени на деловникот. Па ајде де колега Мисовски каде излезе? Како да влеземе во промени на деловникот и со кого? Значи се што во ова собрание може да се раздвижи, да се потегне, се од вас зависи, затоа што вие сте тие кои што на крајот не надгласувате. И затоа не се повикувајте на опозиција. Вие сте тие кои што можете да промените процедурата, ова да се регулира. Вие сте тие кои што ќе одлучите кои ќе бидат уставни судии. Вие сте тие кои што еве не надгласувате во предлогот кандидатите за уставни судии, тука да ги видиме и со нив да поразговараме. И сега не знам каде тука гледате вина. Значи, многу коректен предлог. Да, го нема во деловник, ама во деловник нема и дека не може за ова да се договориме. Ама очигледно не сакате. И дури и пред да се отвори оваа дебата, колешката Фаница Николовска на прес плука по нашите предлози на кандидати. Па како ова да го искоментира? Кажете ми. И меѓу другото, еве повторно ќе земам предвид, да, прв мандат пратеничка. Се повикувате на наш предлог дека била претходна пратеничка. Дали знаете за Весна Бендевска, која што сите ја гласа и од опозицијата да биде членка на антидискриминаторска, па дури стана и председателка? Како не ви е срам? Зошто бегате од дебата во оваа седница и да разговараме и за вашите кандидати? Зошто на прес излегувате? Зошто на прес излегувате и зборувате за режим? Ова овде е хибриден режим. Не ме молите мене. Мене не ме молите, ќе ме оставите да завршам. Колку и да сакав да бидеме фини, не сте фини вие. Наместо овде да седите и да не слушате за нашите предлози, излегувате на прес и сите поред ги плукате кандидати на ВМРО ДПМН. Па што ние да направиме за вашите тројца кандидати? Затоа нека дојдат тука и да одговорат дали земале процент од НИКОП или не земале, дали сакале да се приватизира трансплантацијата или не.
Затоа што овде не сте излезени на говорница за ништо друго да зборувате. Лесно е еден прес да исчитате и да ги спукате сите кандидати. Ајде нека дојдат тука вашите тројца предлози, па ние да ги прашаме тоа што имаме. Па да ви кажеме дали е ова режим или е хибриден режим. Затоа реагираме и затоа не го прифаќате предлогот за да дојдат тука кандидатите. Предлогот на колегата Антонио Милошовски се одби, но јас се сомневам во тоа дека наистина имаше регуларно гласање, затоа според небитно да споменувам кој член на Деловник, не се почитува Деловник, не се повикувајте на одстав, на ништо не се повикувајте. Еве како председателка, тазе, успешна, надежна, трудолюбива, најдете го членот според кој имам право да поименично гласање. Бидејќи Талат Џафери ги прозива пратениците кои се пријавуваат за збор, еве јас според Деловник, член на Деловник, ќе побарам да се направи поименично гласање, сакате заклучете не, сакате врзете не овде за седишта, не е проблем. А во однос на добрите собраниски пракси, јавноста, медиумите, само да ги потсетам вчера на една многу лоша нова собраниска пракса. Председател на Комисија за европски прашања воведе ново правило да нема право за процедурално да се јави член или заменик на таа комисија. Невиден преседан. Вчера го имавме вториот Талат Џафери во Комисијата за европски прашања. Затоа не зборувајте дека сте фини, дека сте културни, дека соработувате, дека сте отворени за дебата. Да можете и ова ќе го затворите. Да можете и без нас ќе поминете. Не можете. Затоа активно ве блокираме. И затоа наместо пресови овде тука нека ви дојдат кандидатите, да ги прашаме, да ни одговорат. Може би тие ќе ја кажат вистината, може би ние говориме шпекулации и невистини, ама на прес да излегувате и да кажувате дека некоја била бивша пратеничка. Жалам што морам да ја споменам, мене не ми била колешка Весна Бендевска. Никој овде немаше, ама ниту еден збор, ниту дилема да гласа за неа. Тоа се тие лоши пракси кои што не само што ги користите кога ви треба, ги надградувате. Значи се изживувате овде. Вчера јас и колешката Ели бевме приморани да излегуваме овде од Салава заради пеховите на Арбер Адеми. Па што се замислувате? Колку и да сака човек да започне мирна затоа што на вистина сериозно прашање, сериозна тема, повикуваат се, мешаат баби, жаби завчера и извршна, и судска, и законодавна власт. Доказ дека се е овде помешано, ама ајде, колку и да повикуваме на фер дебата, потранспарентно од тоа кандидатите кои што сакаат, не велиме сите, оние кои што сакаат да дојдат. Еве само нашите предлози нека дојдат. Вие ќе имате можност да ги испрашувате, па да ги прашувате дали биле бивши пратеници, дали професорката Родна Живковска била ментор на магистратурата на вашата кандидатка. Од што се плашите? Од што се плашите? Еве овде да се сочиме, најдобриот ринг е овде, говорницата. Никој не може да одземе никому право, барем за тоа на председателката на комисијата можам да ја честитам. Значи, не може тоа, на каков начин мислите овој сериозен процес да се одвива. И ве молам, немојте да споменувате Деловник и Устав. Веќе не ги носам на говорница, нема потреба. Не ги почитувате. Овде се бира уставен судија. За кого да зборувам? Ајде, ќе бидам принципиелна, ќе чекам да се отвори дебатата. Ама ве замолувам, прво моето барање е она од колегата Антонио Милошовски предлогот кој што претходно гласаше, поименично да се гласа. Ви кажав, прозивајте не, заклучете не, заврзете не, како сакате. И потоа се навраќам на мојот предлог, кој што беше по азбучен ред да се разгледуваат поединечно предлозите. Азбучниот ред мислам дека дава добра комбинација на наши и ваши предлози, така да барем мислам дека тоа нема да имате проблем ако веќе еве конечно и со поименичното гласање ќе потврдите дека не сакате тука да дојдат оние кои што сакаат да дојдат и да ни се представат и да ги прашаме се што сакаме за да им ја дадеме довербата која што нели треба консензуално да бидат избрани уставните судии. Сериозно многу сум загрижена за сето ова како започна добро, многу конструктивно, ама очигледно дека не сакате. Затоа апелирам, Деловник и Устав немојте да споменувате, премногу е цинично, премногу е дрско. Предлогот на колегата Антонио Милошовски кој што се гласаше, поименично да се гласа и потоа да се стави на гласање и мојот предлог, а предлогот е по азбучен ред, според името, првата буква на имињата, да се отвараат кандидатите за уставни
уставни суди. И доколку има потреба, ќе се јавам, ќе побарам поименично гласање за мојот предлог. Благодарам. Почитувана